Значи, подобро запознавање со потребите на луѓето епилептичари беше целта на спроведените обуки по повод Виолетовиот ден, односно денот за поддршка на луѓето со епилепсија. Со Дејан Буневски, председател на Сдруженијето Епилепсија Македонија, ќе зборувам за проблемите со кои секојдневно се соочуваат луѓето кои имаат епилепсија и како тие го наоѓаат успехот во општеството. Господине Буневски, кажете ми најпрвен како да се однесуваме кога некој до нас, некој лице има епилептичен напад? Добро вечер најпрво. Значи, првата помош при епилептичен напад не е некоја комплицирана работа. Најпрво лицето треба да ги отстраниме сите околни предмети, за да не би се повредило лицето при напад, да му ставиме нешто меко под главата, да успееме да го завртиме настрана во случај на доколку има нешто во устата или доколку лицето поврати, значи течноста да може да изфрли за да не би се задушило. Никако не смееме да нападот да пробаме да го спречиме, бидејќи не се спречува напад на епилепсија. По самиот престанок на нападот, лицето треба да го охрабриме. Случајните минувачи, значи кои што се присутни тука, да пробаме да ги отстраниме, да го забележиме времето и времетраењето на нападот, и тоа е се, значи при прва помош на еден епилептичен напад. Кажете ми, велите дека има голема дискриминација на епилептичарите при наоѓање на работно место, односно работна позиција. Кажете ми, колку чести се овие случаи? Можам да речем дека многу е голем бројот на дискриминација на овие лица. Само неколку случаеви имаме каде што се прифатени и во општеството и од пријателите, да кажам. Многу е голема стигматизацијата за ова хронично невролошко нарушување. Факт е дека 80% од лицата со епилепсија се продуктивни и работоспособни лица, останатите 20 се само лица кои што не можат да ги обавуваат нормалните функции, и токму заради овие 20% кои што не можат да ги извршуваат нормално функциите, страдат и останатата група од 80%. Историјата бележи видни личности, меѓу кои Александар Македонски, Алфред Нобел, Достоевски, Исак Њутон, Питагора и други видни личности кои што имале епилепсија, дале свој придонес за човештвото. Значи, овие лица ни малку не треба да бидат дискриминирани. А конкретно за вработувањето имаме? За вработување имаме, значи, ние примери. Да, имаме доста примери кај што биле одбивани лицата со епилепсија при вработување. Дури имаме и еден случај каде што лицето било примено на работа, од кога ја кажало својата дијагноза дека има епилепсија, било дополнително му било кажано дека ќе му се јават накнадно за да биде примено на работа, а кога веќе претходно било примено, значи тоа е типичен пример за дискриминација, што не треба ни одблиску, како што реков, не треба да биде така. Ви благодарам на гостувањето. Инаку 1% од светската популација секојдневно доживува епилептични напади, а најзагрозени категории се децата до 10 години, постарите од 65.